Почитувани слушатели, гледачи на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, добар ден. Денес е среда, 7 мај 2025 година. Како дел од денешната програма ќе споделиме една вест од Светскиот македонски конгрес, вест за јавноста. Предметот е македонското прашање. Македонското прашање во поново време кое се однесува на промената на името на државата и идентитетот на македонскиот народ. Предмет за кој што ние имаме безброј снимки, повеќето се однесуваат на снимки од професор доктор Игор Јанев, кој што опсежно не извести околу сето тоа прашање. Така да ви препорачувам да погледнете на YouTube страницата In Focus with Силвана Павловска и ги слушате тие епизоди базирани врз факти и вистината. Македонскиот светски конгрес или Светскиот македонски конгрес, World Macedonian Congress, вели вака: итно и безусловно еднострано раскинување на договорите со Атина и Софија за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. И итно и безусловно еднострано распуштање на македонско-грчката меѓувладина комисија и на македонско-бугарската меѓувладина комисија за ревизија на македонската историја. 1 мај 2025 година, Брисел, Белгија. Светскиот македонски конгрес, или СМК накратко, најостро ја осудува изјавата на еврокомесарката за проширување Марта Кос во интервју за Радио Слободна Европа од 29 април оваа година, споредувајќи ја Македонија со Украина. Македонија, цитираме, вели таја, Македонија е тажна приказна на Балканот во процесот на проширување на Европската Унија. Ако Украина би чекала колку што чека Северна Македонија за почеток на преговори, тогаш преговорите за Украина би започнале дури во 2020, тоест 2045 година. Крај на цитатот на госпоѓата Марта Кос, која што потекнува од Словенија. СМК истовремено изразува загриженост и за нејзината изјава во интервју за Европската новинска редакција од 16 април оваа година, цитираме, никој не може да ја даде гаранции на Северна Македонија дека ако сега го смени уставот, нема повеќе да има пречки на европскиот пат. Крај на цитатот. СМК ги подсетува собранието, председателката и владата дека Македонија е суверена и самостојна држава, чиј суверенитет е неделив, неотугив и непренослив, произлегува од граѓаните и ним им припаѓа, а тие власта ја остваруваат преку демократски избрани представници и по пат на референдум. СМК подсетува дека собранието, председателката и владата мора да ги почитуваат и извршуваат одлуките на референдумот од 8 септември 1991 година и одлуката на референдумот од 30 септември 2018 година. На референдумот одржан на 8 септември 1991 година, околу 4 петини од вкупниот број запишани избирачи, македонци по род и државјанство, гласа за суверена и самостојна држава Македонија. Без додавки и без придавки, одлуката на референдумот е задолжителна за сите.
А на референдумот одржан на 30 септември 2018 година, околу 2/3 од вкупниот број запишани избирачи македонци по род и државјанство не гласаа, цитирам, за членство во ЕУ и НАТО и не го прифатија договорот Димитров Коцијас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Секоја устна и писмена употреба на акронимот Северна представува најтешко кривично дело, велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото што не застарува. Не застарува. СМК бара итно и безусловно еднострано раскинување на договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година и на спогодбата Димитров-Коцијас од 17 јуни 2018 година и итно и безусловно еднострано распуштање на Македонско-грчката меѓувладина комисија и на Македонско-бугарска меѓувладина комисија за ревизија на македонската историја, кои имаат за цел демонтажа на македонската држава, Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја. Ви благодариме за вашето внимание. Се слушаме следниот пат. Се најдобро.